Изградбата на регионалната планска депонија оди во прилог на сите кон зачувувањето на животното непосредно обкружување. Наредната година со самиот старт ќе се распишат тендери за нови проекти кои фаќаат набавка на опрема и возила, се во врска со регионалната планска депонија. Иднава година ќе се објави тендер за набавка на опрема, тоа е еден голем проект каде што ќе се обезбедат возила за собирање и транспорт на отпад, сите потребни садови, почнувајќи од контейнери од мали канти 120 литри до големи контейнери до 5-6 метри кубни, возила за собирање на отпадот, транспорт од одредени општини во други. Сите тие опреми ќе бидат дадени на јавните комунални предпријатија, кои и понатаму во системот ќе оперираат со собирање на отпадот, а додека пак и транспорт до одредени локации, а додека натаму управувањето со отпадот ќе се врши во самата регионална депонија. Секако Република Македонија има обврска да се придружува кон одредбите кои се во насока на зачувување на животната средина, а се во рамки на она што директивата за изградба на регионална планска депонија го бара. Освен естетскиот изглед, подобрување на животната средина, заштита на здравјето на луѓето, ние како држава со нашата законска легислатива, со директивите за отпад кои што ги прифатила нашата држава, сме обврзани да исполнуваме одредени цели во оваа област. Значи, најмалку 60% од сите рециклабилни материјали да бидат претходно извлечени пред да одат на што не смеат да одат на депонија, не смееме да депонираме зелен отпад и биоразградлив отпад на депонии, мораме да постигнеме цели од аспект на смалување на гасовите од ефектот на стаклена градина, кои што се појавуваат, овие гасови се појавуваат кога мешан отпад се става на депониите. Значи, имаме голем број на цели кои што мора да ги исполниме за да ги испочитуваме нашите закони едноставно и тие директиви кои што сме ги подпишале. Сите пропратни проектни активности за изградба на регионалната планска депонија се поддржани од фондовите на Европската унија од програмата за зачувување на животната средина.